Порно, пауза. Ага, Фум. Oh!
се, ама моите луѓе се мои луѓе. Мојата војска е моја војска. Еден ден тој може да ги сврти моите собствени луѓе против мене. Свињани заедно. Свињани! 10.000 живина, 10.000 момчина, 10.000 коњи. 10.000. Па не, добро знае нешто тој. Прави сони. Зашто не задолжи тој нас, а? Тој не ми должи. И тоа не должи до уша. Долу, Данкан, долу, чешаш! Кога само ќе помислам, кама без моја честност, носите братановски права, имот и на свет. Правото на среќа треба да се истера од секаде. Независност! Слава! Затоа предлагам да ги зголемиме нашите. да земеме од него, да ги земеме од него и ќе си поделиме пола.
Доказ, че тоа што тој е уште жив. Твоите мотиви се чисти. Нали сте го? Да се заполнеме навзаемна целосна доверба. Имам доверба во вас и ви се колнам на целосна лојалност. Имам доверба во вас. Ви се колнам на целосна лојалност. Долу, Данкан! Долу, Данкан! Limonadi za vojnici koji saka da do iskoristi. Ради! Ой, Да. Промолец, со копие. Не, Уверен пистол. авен фрак. И фраг. А моите млади се против инфракт. Limonadi za vojnici, limonadi za civili, Фраг се 34. Инфракт. Не, прободен од меч. Види века, моите млади се за против пробудување од меч. Limonadi, latni. Ладни лимонади, тие се добри за страф. Тие се добри, моите лимонади за срцето, знам силно. А моите лимонади се добри за краските. Крпнакот имам, ама е да добро, зашто добро се бореме со ова. Много повеќе од вкусо. Сребата ти знади крв. Сиренцето лепчето. Не, моите лимонади се против страв. Моите лимонади се за искрен брат. Моите лимонади се за вариолна вера. За вас, господине, генерале Дешко. Не сум генерал? Добро, командант Дешко. Командант. Добро, ќе видите. Добре, мачки на вочка. Секи брата парите, јас секи брата парите. Умија.
така на пачеца месо, те стават по машина за венење, па потоа со компирила да изведат те друго, да ставите го на вртната врта. Острицата на мојот меч е целата црвена од крв. Јас самиот убив дузина и дузина. Јас самиот убив дузина и дузина. 12 дузини офицери и војници кои не ми сторија ништо. 12 дузини офицери и војници кои не ми сторија ништо. Наредив да стрелаат и други, стотици и стотици. Наредив да стрелаат и други, стотици и стотици. Илјадници други се мртви под урнативите на нивните куќи кои што јас ги дигна воздух. Илјадници други се мртви под урнативите на нивните куќи кои јас ги дигна воздух. Десетици илјадници други се мртви, живи и изгорени во шумите кои што јас ги запалив. Десетици илјадници се мртви, живи и изгорени во шумите кои јас ги запалив. Стотици илјадници други се мртви, удавени во ламанш кои што од страв сака да го препливаат. Стотици илјадници се мртви, удавени во ламанш кои што од страв сака да го препливаат. Милиони други се мртви од уплов или се самоубија. Милиони други се мртви од уплав или се самоубија. Десетици милиони други се мртви од колера, од апоплексија или од жал. Десетици милиони други се мртви од колера, апоплексија или од жал. Нема доволно земја да се закопаат мртвите. Мрсните тела на удавените ја испија целата вода од езерата во кои ги фрливме. Нема повеќе вода, дури ни загадена. Нема доволно мршојаци да не отарасат од лешевите. Замислете си, ги има уште и мртвите уште се трепаат. Треба да се заврши. Треба да се заврши. Тие беа предавници на народот. Тие беа предавници на народот. И на нашиот сакан господар Данкан, Господ да го чува. И нашиот сакан господар Данкан, Данкан, Данкан! Јас доаѓам да се одморам до зори. Јас доаѓам да се одморам до зори. Малку ми е лошо. Малку ми е лошо. Остави памку сам да работам войска. Остави Магбет сам да ја работам. Подоцна ќе му се придружам. Подоцна ќе му се придружам. Чудно. И покрај уморот не сум премногу гладен. Чудно. И покрај уморот не сум премногу гладен. Еј! Оди изчисти го мојот меч во реката и донеси ми нешто за пиење. Еве го изчистен вашиот меч. И еве една чаша вино. Многу убаво вино. Повеќе не чувствувам умор. Да одиме. Памко! Магбет! Памко! Магбет! Да оди. Глави сака да побегне, но јас ти ги околам. Да одиме! Да одиме! Кандор победен ли е? Ако е победен го погубите главишка кој што наредив,
Најверојатно, ваше височество, гледайте, борбата е далеку, хоризонтот е целиот крвав. Гледате ми затоа, не велете гајане, имајте доверба, ваше височество. А ако Макбет и Банко се поразени? Тогаш вие самиот ќе се наоружате и ќе тргнете во битка. Ако се поразени ке давам, не да се скријам. Кралот од Малта е мој непријател. И кралот од Куба исто така, како и принцот на Балиарите, како и кралевите од Франција и од Ирска. Имам многу непријатели на англискиот двор. Кај давам, ке да се скријам. Како стојко имајте доверба во Банк и во Макбет, ваше височество, тие се добри генерали, способни генерали, до сега стопат и сила покажат. Принуден сум да имам доверба во нив, но за секој случај ќе преземам мерки на предпазливост, да се обседла до најдобар кој, оној што не коца, и да се донеси мојот најсигурен бродоле со чамчите за спасување. Но, кај би одене? Во Канада може би? Или во Америка? Минај пластајќи. Не плашете се, ваше височество. Добар овде пијаница горе? Не е пијаница, ваше височество, гледате дека е ранет воин? Ако дојдеш од војното поле, кажи каква е ситуацијата, кој е победникот? Победникот? Ујма немам. Си замина тропарано. Пред крај. А дали ти си навистина од нашите? Тој се вие нашите. Војводата и војводката што се овде пред тебе. Војводата? Војводата! Јас не видов војводата на војното поле. Ајде, кажи како се викаат твоите генерали. Генералите? Ујма немам. Излегувам јас од крчмата и еден водник, качен на коњот, ме вачи со лацото кон позајната. Јас станам, почнав да се пограм, а мама ме врзе кон јудри едно чопече. Тогаш станам, го извадим пиштолот. Значи дека сум пукал, и ми рекат, сакаш да преживеш, има да марширам со нас и да викаш да живее Кандор, да живее Главец. Предавнику, ти си бил со нашите непријатели? Ваше височество, немојте да му разсечите главата, така нема ништо да знаете. А мене заробија, ни да која сакаш да преживеш, има да марширам со нас и да викаш долу Кандор, долу Главец. Браво! 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 Това е се што можам да кажам, ништо не знам. Море, од овој идиот ништо не дознам. Абе, тоа е се што нам нема ништо проблем. Обајте се те! Господјо, немојте ми се мова, ами јас сам ќе појдам таму дека мушките ќе стркам. Умра! Загина! Немој да ме жалите на принцесе! Руиновино! Скршете ги чашите! Бареме воспитан, тоа е голема реткост за еден војник. Господјо, брзо земете го коњот, оседлајте го и одете на војното поле да ни известите каква е ситуацијата, но немојте многу да се приближувате, јас ќе гледам овде низ далноглед.
височество, толку близко до војното поле. Ние, не се плашиме од ништо, се плашиме за вашето височество. Данкан ме праќа по извештај. Сака да знае до каде сте и дали ја добивте војната. Го разбирам вашето нетрпение. Победивме! Победивме! Браво! Браво! Станете ми у мој Макбет. Банко! Макбет. Банко! Банко, банко, банко. Победивме! На двор! Лесбечки! На двор! Нека вашето височество ме прости, што си изразговме во некој простак. Се ми е простено, Банко. Тоа е сосема нормално во време на војна. Природно, луѓето се понервозни, отколку во мирно. Важно е да се победи. Ако некои купцовки може да ви помогне, до толку подобро. Дали го заробите баронот од Кандор? Секако! Одлично! А баронот од Памис? Банко! Банко, младе си! Зборува што рекова! Со нејзиното височество, Ленин и Данкан, испратила од самиот војвода за извештај. Дојде веднаш! Макбет самиот ќе ви извести до судбината на Памис. Вашето височество нека ми прости, одамна ги наравам своите луѓе, знаете. Добриот генерал е како мајка на своите војници. На ваша заповест, височество. Вие сте генерал Макбет. Ние храбро му служевме на нашето височество. Сеќавањето што го имам за вашиот лик е подинакво. Не ве паметам, Макбет. Кога сум уморен, цртите на моето лице се менуваат и јас повеќе не личам на себе си. Вие сигурно многу често се замарате. Војната не е лесна работа. Војна како војна, таков ни е занајот. Кандор е веќе заробен, тој е во нашите раце. Ако да ми се обколим во шумата што недалеку ја гледате, морам да одам. Браво! Трчам да ме сообштам добрата новост на војводата. Секоја опасност е од странета! Војвода! Неговото височество, војводата! Неговото височество, војводата! Војводата! Еве го војводата! 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 Војводата! Битката заврши! Поздрав, ваше височество! Поздрав, височество! Поздрав, ваше височество! Те поздравувам, ваше височество! Победивме! Да! Секоја опасност е од странета! Јас имам тежина на срцето. Кандор, погубен ли е? Кандор, погубен ли е? Не, ваше височество! А што Тој е чекате? заробен!
Што чекахте за да го биете? Вашата заповест, ваше височество. Ја издавам. Ајде, сечете ме гледате тоа што побрзо. Аж да направихте со главис, му ги отгорнавте ми екстремитетите. Не! 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 Не, ваше височество! Но тој е обколен и преку него ќе ставиме рака. Не плашете се за ништо, ваше височество. Браво! И благодарам! Ние верно го слушаме на нашето височество. Ние само ја извршуваме нашата должност, височество. Благодарам, мои мили генерали, и благодарам вам, мои храбри војници, храбри луѓе од народот, кои ще ја спасите татковината и мојот престол. Прогубија од вас, тоа го направија, жртвувајќи ги и своите животи. И благодарам вам, мртви и живи, кои што подбранихте мојот престол кој поеме и вас. Кога ќе се враќате дома, било да е тоа во вашите села, во вашите сиромашни домови, во вашите едноставни, прославни гробови, вие ќе видите пример за нашите сегашни и идни генерации, како и минати. Наспроти, вечната и краткотрајна историја. Вашето отсуство, а и вашето присуство ќе биде отсутно, а и присутно, и ќе ги врати на добриот пат сите оние кои што го има искушението да не го следат. Мила моја, па вие доцнете. Ма господи, јас дојдов пешки. Сега, повторно можете да го печалите вашиот лек со потка од вашето чело, како што тоа поминатото го правевте под жешкото сонце и под надзорот на вашите господари и на вашите предпоставени, кои што ве сакаа не само заради вашите квалитети и ви почитуваа заради вашите мани, многу повеќе отколку што можете да замислите. Ајде! Сега оваа работа ја се случиш. Браво, сонце. Сега, драги мои генерали, драги мои пријатели, можете со мене да ја поделите мојата слава како и мојата благородна сопруга. Сега,
сите можеме да бидеме горди. А сега, казна и правда. Донесете го Кандор затвореникот. Докаде е Банко? Овде височество. Од денес ти ќе бидеш овде. Мене требаше да ми припадне таа чест. Оди, донеси го Кандор.
Banko!
Банко! Teška seferonka. Јас? Тоа нашиот сакат господар има синови. Тоа се само празни приказни. Не треба да минува наред. Банко, тако да кане. Банко! 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 Макбет! Макбет! Банко! Банко! Макбет! Тоа така нема да се случи. Ще да кажам истина. Ќе би можел да ја информира. Еден офицер на Войвода, само што ми извести за смртта на Гламис, како и она за моето учување. Макбет на предоспредки за само да ја добие титула, тој владе дујата, тој со пати до борбата на избавник. Макбет рекол ми добро го знам да се сомнева во мене. Пределбата на Данкан е на Данкан самиот. Макбет се уште не знае тоа, кога ќе дознае, тој ќе одбие. Макбет! Банко! 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 Каде се ништо во животот ми? Сакам да разговарам со него. Еден војвода, еден владика на дворот и господарот ми соопшти дека Гламис е мртов
дека јас ја наследувам неговата култура без неговиот имот. Она што го кажа вечерките почнува да се збарува. Ако јас ја припадам културата, ризикувам да изгубам пријателството на мојот мил со патни банку, ако одбијам, она на мој вода. Смејаме да не си готово. Треба се да му се објасни на банку. Накратко, врвно длами, па тоа е само титула, тоа е богатство. Богатство до танка ми го приклучи на куна. Сакам да знам кој е логиката на великата размислување. Сакам да знам што она да тие за тоа. Банко! Банко!
твојата амбиција. Земи го ако го сакаш. Ако не сакаш, помогни си младите. Со овој нож ти ќе го убиеш Данка и ќе го земеш неговото место покрај мене. Јас ќе бидам твоја породница, а ти ќе бидеш моја господарка. Знам дека си храбар. Јас можам да те осигурам. Можам да ти ветам дека нема да бидеш убиен од маж што е роден од жена. Дека твојата армија нема да биде победена од ниједна друга армија. Освен ако шумата стане полк и почне да оди полк. Omnia vincit amor. Височество! Не сакам да ме вознемируваш. Што сакате уште? Не ми рековте кога Гламиски биде фатен, жив или мртв, дека ќе ми ја дадете ветената награда. Јас не го гледам Гламис, жив или мртв, не можам да го видим. Каде е? Вие добро знаете дека тој се удари. Тоа не се докажи, тоа се само трачеви. Најдете ми го, донесете во телото. Телото подуено замина по реката. Реката се спои со големата река му го предаде на морето.
Па тогаш земете, противете. А и кулите го изедоа. Земете еден голем нож и барајте во стомакот на икулата. Тој не беше изеден само од една икула. Ми земете нож и барајте во стомаците на многу икули. Височество си го ризикував животот за да го одбранам од непријателите. Но не го изгубивте. Ги масакрирав сите ваши бунтови. Ме засмеуваш! Ме засмеуваш! Тој не е ни половината од човекот што беше. Пијана кнаса, робот! Водата! Овде само јас од мој вода. И мене би требало така да ми се обраќате. Јас гледам дека вие гледате на друга страна. Ој, водата! Што е? Сте си закажали сите се останок овде? Не поверувавте пред малку за Банко дека е жив, а сега ми велите дека лично кој водата дошол да не посети. Сега јас сум тој што ми вели, тој е тук, тој е тук, тој е тук. Јас сум тој што ми го зеде блескиот од украде невестата. И не враќај се додека не добиеш прошка од илјадниците војници што ги уби по твое име, од илјадниците жени кои тие ги силуваа, и од илјадниците старци и деца кои беа погубени. Уби и заповедав да бидат убиени илјадници жени и мажи, цивили и војници, запали безброј куќи. Сето тоа е вистина, но меѓу сето таа вистина има една лага. Невестата не ми украде. Невестата не ми украде. Невестата не ми ја украде. Ајде, оди, изпреми се! Тук, идиот, изчезни! Височество! Низиното височество изседна. Кој е височество? Вашата посвишена сопруга височество, леди Макбет. Што зборуваш? Влегов во низината соба. Собата беше празна, го немаше багажот, ке немаше придружничка. Оди побере! Сигурно излегна надвор, таа имаше мигрена. Ја падавме, ја викавме, да ни одговори ехо. Одете барајте во подрубите, по таваните сигурно се заклучили некаде. Ајде, излекувајте! Одете, барајте во подрубите, по главите, ајде! Ајде! Да се имате 15 минути да ви бъдете изгрешта, може да побере, ајде! Ајде! Излекувајте пред внимание, што да ви спатва неште. Леди Макбет! Каде бевте, господјон? Вие задоцните. Хајде, подоста ги ми објасните, седете. Седете на почетното место. Сватениот оброк може да започне. Да живе Леди Макбет! Да живее леди Макбет! Да живе! Да живе Леди Макбет, нашата сакана господарка! Сакаме или не, јас сум ваша господарка. Но јас не сум леди Макбет. Јас сум леди Данка. Несрекната вдовица на нашиот легитимен господар, војводата Данка. Вие сте луда. Вие сте моја сопруга, сите присуствуваа на нашата венчавка. Не е точно. Вие не присуствувавте на мојата венчавка. Вие присуствувавте на венчавката на Макбет, со вештерката што ги зеде цртите на моето лице, формата на моето тело и звукот на мојот глас. Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Баш би сакал да ја видам вештерката. Мојата вештерка повеќе не сека да те види, Макбет. Таа те остави сам со твојата несреќа. Која несреќа? Која несреќа, заре ме несреќа да се владее со ова прекрасна земја? Никој не ми треба. Ти нема да успееш. Нема да владееш, Мако. Мако, синот на Данкан само што пристигна од Картич. Гледај. Те собрамокина и бројна армија. Гледаш? Земјата е против тебе, Мако. Ти повеќе немаш пријатели. Што?
Никој не ми треба од никого, не се плашам. До никого не се плашам. Ајде се туајте на побри, не се туајте. Ајде, од никого не се плашам. Најпоследна наука, последен меѓу човечките суштества, достоен за презир. Марко! Гнасо, поглед, никаквец, морален идиот, лигава рогата змио, крастава жабо, изметна шугав човек! Не ме импресионираш, психосоматски дебил, вообразен имбецил, идиот кукавицо. Ке те убијам! Татко! Татко! Го убив твојот кретенот татко. Сакам тебе да те поштедам. Речено е дека ниеден човек роден од жена не може да ме убие. Те измамија Макбете, те на Самарија. Јас не сум син на Данка. Јас сум само негов посвоен син. Јас сум син на Банко и на една газела, што една лоша вештерка беше ја метаморфозирала во жена. Ќе ги одмаздам и мојот татко и мојот очув. Ќе го земам повторно презимето на мојот татко Банко. Ќе основам нова династија. Династијата Банко. Ќе бидам Банко II. Ќе умреш! Затоа што тоа го сакаш. Само тогаш, кога шумата ќе стане полук, ќе почне да оди кон мене. Само тогаш ќе може да ме победат. Сврти се и гледај како шумата чекори. Сега, кога тиранинот е мртов и кога душата му ја колне и родената мајка, ќе ви го кажам ова. Нашата татковина ќе има повеќе пороци од колку порано. Под моето водство таа ќе страда повеќе и на повеќе начини. Чувствувам дека сите пороци се толку добро врежани во мене што кога ќе се развијат, црниот Макбет ќе биде чист како снег, во споредба со мене и со моите безбројни престапи. Не ќе има крај на мојот разврат. Макбет е подобар од колку еден господар како мене. Ќе ги уништам сите благородници и ќе ги земам нивните имоти. Ќе ми треба куќата на едниот, куќанот на другиот. И секој нов имот за мене ќе биде само еден сос кој уште повеќе ќе ме изгладни. На господарите правината, честноста и искреноста, за тоа немам ни сеќавање. Но затоа изобилувам со разни криминални склоности кои што ќе ги задоволам на секој начин. Сега, кога власта ја имам во своји раце, во пеколот ќе го истурам сладкото млеко на слогата. Ќе го разнишам секое човечко единство. Ова војводство ќе биде прво кралство, а јас крал. Империја, височество,
40-та картина. Се зачет